замрзнатите брутни маржи не го даде економскиот ефект. Основната потрошувачка кошничка е намалена за не цели 60 денари, мислам 57 денари. Министерот Дурмише се пофали дека оваа мерка дала резултати. 57 денари според вас е резултат? Па сега не беше доволно доблесно да рече не даде резултати, ќе правиме нешто друго. Ќе беше многу пофер од негова страна да рече видите, вака пробавме не идеше. Ќе правиме нешто друго, меѓутоа он тоа не го направи, иначе ефекти не се постигна, ама ефекти не можеше да се постигнат. Така ефекти не може да се постигнат, бидејќи владата направи кардинална грешка, ја не мислам дека направи случајно, туку намерно. Она првин кажа што ќе прави, им даде време на трговците да се прилагодат и потоа на мерката реагираа на веќе покачени цени. Мислам, знаат сите да играат малце фудбал, ако ти некому кажеш таму ќе ја подам топката, тој од драбиниот играч што ќе рече, ај ја ќе се тргнам на страна, подај му, дај ми гол. Да, Ако сакаше да направи стварно кој што треба, требаше поинаку да ја спроведат мерката. Очигледно не сака. Очигледно не сака. Втора работа е што така, преку контрола на маржите, и претходната влада докажа, не може да ги смируваш цените, растот на цените, бидејќи не можеш да го контролираш процесот. Не можеш. Премногу има маркети, премалку има инспектори, баш кај што не ја работат сите кои што треба, има и таму доста девијантни појави, не можеш така. Тоа не е решение. Тоа воопште не е решение. И зашто владата го правеше? Го кажав и на други интервјуа, затоа што сакаше да глуми дека нешто прави, а ништо да не направи. Ама да глуми. И сега кој поверува, поверува. Не знам дали некои граѓани многу поверува, ама во иднини остана задачата на владата да види што ќе прави со животниот стандард, кој што сега опаѓа, или бар не расте, не заради толку заради инфлација вкупна, туку само заради покачување на цените на одредени производи, категории на производи, што се битни за животниот стандард, особено на посиромашните граѓани во Македонија. И сега она има повеќе опции владата во тоа како да се справува со тој проблем. Она може да ги покачи платите, не сите плати, ниските плати, минималната плата и ниските плати. Ако веќе тоа не може, бидејќи е врзано во спирала со пораст на поголемите плати, тоа не мора да се иде преку плати и пензии. Најсиромашното население е корисник за социјални трансфери. Тие треба да се згорат. Ама точно да се таргетираат кон најсиромашното население. А останатите граѓани за нивниот животен стандард тука треба да се види со влијање точно врз добро регулирање на пазарната структура на одредени производи или категории на производи. Фактички ние немаме инфлација заради објективна причина, туку трговците и негде се и производители и трговци, негде се пред се трговци, се олигопол, може да злоупотреба ситуацијата. И владата треба, не владата директно има институции кои што го прават, прво Комисија за заштита конкуренција или инспекции, зависи во кој сегмент како, да го изрегулира тоа, бидејќи според законите ги има ингеренциите владата. Сите тие имаме закон за заштита на конкуренција, сега имаме и закон за нефар трговски практики, значи регулаторната рамка е воспоставена. Сега институциите треба да си ја завршат работата. А политичкиот владата да им даде политичката поддршка на тоа. Дали ќе го направат во иднина, оставаме да видиме. До сега ништо не направија од тоа.